Еден ден кога ќе пореснам, јас би сакал да бидам. Да напишем книга или готвач да бидам. Возо градина, безстрашен чувар да бидам. Може би ќе сакам да возам автобус или учител да бидам. Порасна би можел да бидам добар учител, доктор да бидам. Кога ќе порасна би можел да бидам многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи Би можел да бидам, а знам само едно. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи би можел да бидам, А знам само едно. Драги дечиња, оваа година работевме на еден проект. Кој беше тој проект? Што работат мама и тато за космонаут, така. А космонаутот е еден вид на професија. Ние ги учевме сите професии, така? Да. Сите професии ги изучивме и најинтересна ни беше за космонаутот. Многу интересно да бидеш космонаут, нели? А што всушност работи космонаутот? Каква професија е таа? Што мислиш ти, Петар? Каква професија е космонаут? Што прави космонаутот? Со ракетата истражува. Истражува со ракетата? Значи тој патува со ракета. Каде патува? Во Вселената. И што прави космонаутот во Вселената? Гради вселенски станици. Навистина и друго нешто прави? Да. Што прави друго? Или некои сателити ги поправа. Значи истражува и наблюдува, така? А космонаутите се облечени овака како нас? Не, во скафандер. Во скафандери. А можеш ли да станеш да ми покажеш што се го сочинува скафандерот на космонаутот? Што имаат на рачињата? Покажи на Кико. Еве го Кристијан, покажи на Кико и на Андреј. Што се го сочинува скафандерот на космонаутот? Што се овие? На раквици. Така, на ноđињата што носат космонаутите? Носат чизмички? Да. Чизмички. А што е ова на главата на Кристијан? Капа. Капа за космонаут, така? И што друго имаат космонаутите? Имат Де да видиме, Кристијан, заврти се одзади да видиме што носат космонаутите на грбчето. носат за Што се овие двете? Што ни представуваат? да пине вода и да дишат. Затоа има две боци. Едното цевче е за дишење, а другото е за? Пине вода. Затоа добро. Ајде сега Стефан да ми каже. Стефан тука е. Стефан, познаваш ли ти некои космонаути? Што ги учевме, ги помниш? Сакаш да ми ги кажеш кои се тие? Што ги знаеш ти? Што си ги запомнил? Имаме ние тука на огласната табла некој од нив. Ајде да ми покажеш кои се ти. Значи космонаут може да биде и Като Юрий Гагарин, космонавт може да биде мъж како Юрий Гагарин, космонавт може да биде жена како Валентина Терeshkova, космонавт може да биде нещо друго како случајот Лајка. Значи космонаут може да биде секој. Ама што е потребно да се направи за да бидеме космонаути? Што се треба да направиме? Кој знае? Николче, знаеш ли ти? Што се треба да направиме за да бидеме космонаути? Да се храниме здраво, да учиме во училиште за космонаут и да спортуваме и да се одмараме. Така, значи треба многу напорно да работиме, да спортуваме, правилно и здраво да се храниме
и да одиме на училиште за космонаути. Овие се тие ракети што патуваат космонаутите со нив? Да. Такви ракети правите? Леле, колку се убави. Александрче. Лепо тука. А што прават космонаутите во ракетите? Знае ли некој? Убаво ли им е тама? Интересно ли им е? Затоа ли патуваат со ракети? Што мислиш, Марија? Како е да се биде космонаут и да се живее во ракета? Јас видих Што треба, Марија? да учиш много. Треба да учиш многу. А што прават космонаутите во ракетите? Лепдат. Значи тие лепдат во ракетите. И таму е супер. Супер е да живееш во ракета. А колку време живеат во ракетата? 6 месеци. Дури и до 6 месеци може да останат во ракетата. Значи со нив си носат се. Да. А знае ли некој зошто сите работи и космонаутите лепдат во ракетата кога се горе во Вселената? Што мислиш, Александр, ти? Зошто лепдат? Без тежински простор. Затоа што е безтежински простор. И сите работи што ги носи космонаутот кога патува со ракета лепдат. Да. А што се си понесува космонаутот во ракетата кога лета? Алатките, сандвичите, книгите. Значи тие се си носат со нив во ракетата. А зошто мора да имаат се во ракетата? Затоа што внатре живеат подолго време. Така, подолго време се во Вселената. Дури некои космонаути летале со ракета и до колку време? 2 дена, 3 дена? Или повеќе? Што мислиш, Марија? Повеќе? Колку? Месеци? Да. А тој космонаутот што го гледавме на телевизорот, колку месеци рече дека бил во ракетата? 6 месеци бил во ракетата. Браво. Во Вселената што има таму? Што научивме? Што се има во Вселената? Нашата земја, Добро, друго? галаксии, Така. звезди, комети и метеори. И метеори има. Тие се овие, нели? Овие се метеорите. Браво. Валентин, што редиш ти? Што е ова? Сонцето. Сонцето ли е, Валета? Сонцето го редиш, син? Каква боја има сонце? Портокалово? Зошто е портокалово? Ја нареди веќе. Од што е составено сонцето, знаеш ли, Вале? Од што беше составено сонцето? Чески газ. А од чески гасови, значи тоа не е планета, туку? Што е сонцето? Најголема? Звезда. Најголема звезда е сонцето. Друго што рековме дека има во Вселената? Звезди. Петар, колку звезди има во Вселената, знаеш ли? Кузенца песни. Повеќе од колку зрнца песок. Браво. А што лепите вие? Дали лепите сончев систем? Да. Како се движат планетите во сончевиот систем? Се движат или стојат? Се движат? Како се движат? Помалку или се движат во? Вака нели се движат планетите? Да. Околу сонцето. Така треба да биде. Така треба да биде, Кико. Ето така. Се движат околу сонцето во Вселената, се движат во круг, така? Да. А колку планети беа на број во сончевиот систем? Кој знае да ми каже? 9. Колку, Кристијан? 9. 9. Да. Кои беа тие? Ева многу сакаш ти мастер. Кои беа тие планети? Ги знаете да наброите неколку планети? Кои планети беа најблиску до Сонцето? Тука ли да стои, Андреј? Така, тука стои. Ета, планетата Земја е таа. А што треба друго да стои до планетата Земја? Погледнете во нашиот сончев систем. Што треба, Андреј? Месечината. Каде е месечината?
Ајде да ја прилепиме и да ја залепиме до... Кеко, ако ставиш много лепак, няма да ти се залепи. Да, ако ставиш много лепак, нема Мене да е се да залепи. стави злато. Тука да стои месечинката? Да. Добро, залепи Андреј убаво со прстето. А што прави месечината до земјава? Се върти. Се врти околу земјата, Да. а планетиве околу што се вртат? Околу слънцето. Затоа ли е сонцето центар? Да. Затоа овој систем се вика сончев? Да. Сончев систем. Кој систем го правите? Слънчевият си. Сончевиот систем. Михаил, која е таа планета? Што мислиш ти, која е таа планета? Јупитер, кажи си на погласно. Јупитер? Јупитер. А кај е Сатурн? Кој ќе ја нареди Сатурн? Я. Ајде. Ајде, Драган. Која сакаш да биде Сатурн? Таа? Земја. Земја, Драганче. Ајде, таа земја. Ајде. Сатурн е малце подалеку од Сонцето намести. Малце подалеку. Ето така. А кој ги намести овие две? Я. Драган, ти ги намести? Да. Што е ова, сине? Што ти представува ова? Това е земята. Тоа е планетата Земја. Да. А што е ова што си го ставил? Това е месечината. Месечината. Да. Месечината од Аронија? Така? Да. Трябва А ова е од смоква зелена? Да. Значи вие правите сончев систем со овошје? Да. Леле, колку интересно. Ајде, мислам дека ви фали Сатурн. 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 Може Сатурн од киви, да. Може, исто е како со прстен. Така. А? Тука, да. Уште еден Сатурн да има? Да. Нека биде само еден. Нека биде вака. Може така? Поголем. Оти Сатурн е голем. А која е најголемата планета? Таа е најмалечка. Нептун. Нептун? Да не беше Јупитер? Јупитер. Марс. Тоа е Марс, таа е близко до Сонцето. Ете така. Таа е Меркур, па најблиско до Сонцето. Да ја ставиме најблиско до Сонцето. Да. Така еве, планетата Земја рековме. Ова беше Сатурн, Јупитер. Ајде Уран и Нептун, од што ги стави? Од вишни. Може вишни да земеме. Тие се слични по боја, се сини, меѓутоа немаме синово. Ете така, ете таму. Уран и Нептун, браво. А овие планети од какви плодови ги правиме? Овој сончев систем? Што е ова? Овош или е? Не. Зеленчук. Од зеленчук. Значи правиме сончев систем од овошје и од зеленчук. Ајде, Александар, реди. Која ти беше таа планета? Сатурн ми беше. Сатурн со прстенот. Таа не е најдалеку, ама не е ни близко до Сонцето. Може тука да ја ставиме. Така, како го замислуваш ти сончевиот систем? Така. И која ќе ни биде планета Земја? Што мислите вие? Што да одбереме за планета Земја? Ајде малото јајце да го земеме, таа нека ни биде планетата Земја. Така? Таму. Ќе ни треба една месечинка. Земи сино од ченката, чека Александар, че земи од ченката. Каде ќе ја ставиме месечината? Близко до планетата? До планетата Земја, така? Ајде сега две големи планети, Уран и Нептун, да најдеме. Ајде Јована, мислиш дека цвеклото е добра идеја? Ајде, стави ја најдалеку од Сонцето. Така, Уран и малце помала. Нептун. Не таа си, не ова. Таа е многу малечка. Земја ова. Ето. Ајде, тука некаде. Ето тука ќе дојде. Браво. Сонцето го имаме, планетите ги имаме. Браво. Што направивме? Сончев систем од овошје и од зеленчук. Што сликаме, Михаела? Што имаш ти на твојот цртеж? Звезди. Така изгледаат звездите, Михаела? Да. Ги има многу над звезденото небо, нели? А какви се по бојат звездите? Само жолти се?
Не, какви звезди постојат во Вселената? Што мислиш ти? По боја, какви има? Само жолти или може би се во сите бои? Во сите бои. Од што им зависи бојата? Која звезда каква боја ќе има? Од што им зависи сине бојата? Колку се жешки, толку се? Какви се кога се пожешки сине? Посјајни, така, Михелче. А зошто звездиве, Михела, ти се поврзани со линија, сине? Што означува тоа? Затоа ќе однатре. Да, мил. Што означува тоа, сине? Цртичката, што прават овие звезди кај тебе? Прават некоја форма, така? Како се вика таа форма направена од звезди? Што е тоа? Повеќе звезди се групираат и прават една слика. Како се вика таа слика? Созвездие. А има такви повеќе во Вселената? Повеќе има во Вселената такви? Колку ги има созвездија во Вселената? Што мислиш ти? Помниш? 88 созвездија. Браво, Михела. Мила, што боиш сине ти? Космонаут. Космонаут. Што носи скафандер? Да. Многу убаво боиш. Браво, Мила. Браво, ми. Саре, што боиш сине ти? Сонце. Најголемата звезда е Сонцето. Не ли, Саре? Да. Костадин, зошто ја користиш сината боја, сине? За небото. За небото, а вамо со жолто што ти е обоено? Звездата. Звездата. Само една звезда боиш? Најсјајната? Да. Која е најголема звезда, знаеш ли сине? Знава. Таа е. А повеќе звезди што прават, знаеш ли? Да. Што прават повеќе звезди? Тие со цртичка што ги поврзуваме. Прават линии. Линии. А што е она наму горе? Онаму, на таванот? Голема мечка и мала мечка. А, тоа се созвездијата голема и мала мечка. Браво, Костадин. Дечиња, дали знаете кој е овој апарат? Кој е тој? Телескоп. Зашто служи телескопот, знаете ли? За да ги наблюдуваме звездите. Ајде, Николче, наблюдувај ги звездите. Можеш да ги видиш? Не. Сакате ли ние да го наблюдуваме нашето звездано небо заедно со сончевиот систем? Ајде да си легнеме сите и да го наблюдуваме сончевиот систем. Легнете си сите. Легни си, Михаил. Ето. Петар, дали знаеш која е таа големата златна топка? Сонце. Сонцето. А која е таа топка таму, шарената? Тоа е планетата Земја. А колку звезди имаме ние на нашето звездено небо? Колку звезди имаме? Многу. Многу звезди имаме на нашето небо. А сакате ли да ве однесам на едно место што ќе видите уште повеќе звезди? Сакате ли да ве носам во планетариум? Ќе патуваме со автобусот? Ајде да тргнеме. Брзо да се облечеме и да патуваме во Скопје, да го видиме планетариумот каде што ќе ги видиме сите звезди на звезденото небо. Еден ден кога ќе пореснам, јас би сакал да бидам Да напишам книга или готвач да бидам. во зоградина, безстрашен чувар да бидам.
Кога ќе порасна би можел да бидам, многу работи би можел да бидам. Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Добар ден, деца, сега уште едно да кажеме. Ајде по мене сега ќе одиме во планетариум. Ајде, полека, само двајца по двајца. Ајде. Знам само едно, Дали воз или авион ќе возам, или играчки полн камион. Толку многу работи би можел да бидам, а знам само едно. работа ми јучам вредно. Можам да бидам Дојдени сте овде во планетариумот. Значи, ова просторија, заедно со овој инструмент, па вклучувајќи ми и мене како предавач, што ќе ви објасни некои работи, тоа се вика планетариум. Например, реков јас, како гледаме небото навечер, нели, црно, исполнето со тие светли, треперливи точки, нели, звездите. Ама што мислите, звездите дали се светли точки? Дали се? Не се. Звездите не се светли точки. Звездите се како нашето сонце. Често пати многу поголеми од сонцето, затоа што сонцето е мала звезда, значи нашето сонце е звезда. Но нашето сонце е мала звезда во однос на другите звезди. Звездите, значи, многу често се многу поголеми од сонцето, многу потопли, многу посветли, многу побурни, но тие се многу далеку од нас. Многу далеку, значи Вселената е голема работа, има простор голем. Но ако сакаме да зборуваме за Вселената, треба, реков, да го гледаме звезденото небо, така? За да го гледаме звезденото небо, ќе мора да бидеме во темно, затоа што само навечер се гледа звезденото небо, така? За да го гледаме звезденото небо, ќе мора, се разбира, да одиме постепено во ноќта и да се запознаеме со звезденото небо.